Македонија ќе позајми од 580 до 610 милиони евра за спас на економијата, односно за фирмите и работните места кои се загрозени како последица од епидемијата на коронавирусот. Според министерката за финансии, околу 400 милиони евра ќе бидат побарани од комерцијалните банки преку така наречен кредит за премостување од издавањето еврообврзница, а 87 милиони евра ќе бидат побарани од Меѓународниот монетарен фонд и околу 100 до 120 милиони евра од Светска банка. Парите ќе помогнат да се обезбеди ликвидноста на буџетот и фирмите и граѓаните. Во вакви услови при значителен удар на приходната страна кој што го очекуваме во следниот квартал, тој комодитет, како што кажав, повеќе го немаме и потребно е да обезбедиме финансиски средства веднаш. Овој заем, како што и самото име имплицира, или заем до еврообврзница, ќе биде целосно отплатен со средствата кога ќе се издаде еврообврзницата. Тоа може да се случи до крајот на годината, може да се случи на почетокот на следната година. Ангеловска рече дека владата ќе го обелодени новиот сет мерки за поддршка на стопанството и граѓаните. Што точно ќе содржи не кажа ниту денеска. Очекува дека во вториот квартал годинава кризата ќе го доживее максимумот. Таа најави и кратење и прераспределба на средствата од буџетот, но за сега рече дека не бил потребен ребаланс. Ангеловска рече дека секое министерство или институција сама ќе одлучува за јавните набавки околу транспарентноста на постапката. Вели дека тоа може да се следи на страницата на Бирото за јавни набавки. Во однос на јавните набавки конкретно, значи имаме и порталот е-набавки кој што е лансиран. На истиот може да се видат сите јавни набавки, да се видат и договорите кои што се склучуваат, и тоа е отворено за јавност. За спас на македонската економија се огласи и заменик министерката за финансии. Гордана Димитриевска-Кочовска рече дека со купување на македонски производи самите го поддржуваме домашното стопанство. Во период на економска криза, која ќе продолжи да се продлабочува, сите ние можеме да помогнеме со нашето однесување. Ова е време кога мора да го поддржиме македонското производство и домашното стопанство. Како за здравјето, да се однесуваме одговорно и совесно и во економијата. Купувајте македонски производи. Со купувањето на македонски производи се насочуваме кон поддршка на домашното стопанство. Така спасувате и работни места, многу луѓе да си ја задржат својата екзистенција. И со цел што побрзо да се надмине оваа ситуација, најважно е да се обезбеди ликвидноста на буџетот и заштита на стопанството.